Катастрофални земјотреси уништија делови од Венецуела. Два потреси едно по друго, со јачина од 7,2 и 7,5 степени според Рихтер, ги опустошија северните и централните региони. Во земјата на сила е вонредна состојба, додека во најтешко погодениот регион, Лагвеира, прогласена е зона на катастрофа. Урнати се десетици стамбени згради, куќи и деловни објекти, затворени и меѓународниот аеродром, кој претрпел сериозни оштетувања. Надлежните служби ги повикаа жителите да ги напуштат домовите, бидејќи серијата земјотреси не стивнала. Според последните информации, во несреќата загинале преку 100 лица, а повеќе од 1000 се повредени, но се стравува дека конечниот епилог ќе биде многу полош. Ова е трагедија со сериозни последици. Неколку држави се тешко погодени. Во главниот град Каракас, зградите се урнаа во различни населби. Активирани се сите јавни и приватни здравствени мрежи, особено во најтешко погодените области, за да им помогнеме на повредените. Ги повикувам сите здравствени работници да се јават на работа, за да можеме да ги лекуваме оние кои се донесени во одделенијата за итни случаи. Епицентарот на првиот земјотрес со интензитет од 7,2 степени бил на длабочина од 13 километри, 30 на секунди по првиот, следел уште еден земјотрес, овој пат со јачина од 7,5 степени. Сите ѕидови одеднаш испукаа. Успеавме да ја отвориме вратата, но не пречека облакот чат и не можевме ништо да видиме. Кога се симнавме долу, она што го видовме беше како хорор филм. Моравме да се качуваме преку урнатините. Целата зграда се клатеше, имаше голема паника додека луѓето се обидуваа да излезат. Неколку ѕида се урна. Земјотресот беше навистина силен. Очекувавме уште неколку земјотреси. Од Американската сеизмолошка служба предупредуваат дека Венецуела би можела да се соочи со катастрофа. Според нивните проценки, може да има помеѓу 1000 и 10.000 загинати со оглед на интензитетот на потресите и близината на населбите до епицентарот. Овој земјотрес започна на запад, а потоа се прошири кон Каракас и затоа предизвика доста голем потрес во градот. Американскиот геолошки институт ги следи сите потреси преку посебна програма. Тие ги земаат информациите што ги имаме за тоа каде се случило тресењето, ги споредуваат со местата каде што живеат луѓето и со типовите на градби што ги имаат. Врз основа на тоа проценуваат дека ова ќе биде многу разорен земјотрес, при што најголемата веројатност е бројот на загинатите да биде меѓу 10.000 и 100.000 луѓе. Соединетите американски држави и земјите од Јужна Америка веќе се мобилизираат да им помогнат на жителите на Венецуела. На пат кон Каракас веќе се упатени спасувачки тимови и медицински персонал и лекови. Од Шпанија пак најавија помош во санирањето на последиците од земјотресот и згрижување на погоденото население.